Почитувани граѓани, драги битолчани, храбри отпораши, борци за слободарска и слободна Битола, добро вечер! Да бидам искрена, вечерва имам двојбено чувство. Среќна сум што сум вечерва овде, заради афинитетите што ние ресенчани, заради доброто соседство со вас кои имаме кон Битола, заради заедничките пријатели, другари и роднини. Меѓутоа, морам да кажам дека сум и тажна. Тажна сум затоа што морам да се подсетам на 24 декември и мигот кога со сила, со закани, со кјотек бевме замолкнати да не зборуваме за Битола, да не зборуваме за проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Битола. Денес е 46-тиот ден од оној кобен декембриски 24 декември. Се сеќавате? Од тогаш е забрането да мислиме со своја глава. Ни беше забрането да зборуваме. Токму во тој миг беше суспендирана парламентарната демократија и од тој миг во Македонија важи тоталитарен режимски систем под владение на Никола Груевски и фамилијата, која што слободно можеме да кажеме дека денес газдува со Република Македонија. Тоа е така, почитувани битолчани, заради тоа што Груевски на Трајко му издаде налог на 24 декември како на мало дете, а тој без збор да зуцне, поаѓајќи од своите лични интереси, интересите на неговото семејство, наредбата ја изврши и ги свали пратениците на опозицијата на клоци надвор. Како да не сме се колнеле дека ќе го почитуваме Уставот на Република Македонија, ќе го браниме уставниот поредок на Република Македонија, ќе работиме само и исклучиво по словото на законот и никако поинаку. Меѓутоа, токму се случи спротивното. Груевски издаде налог и Трајко Велјановски го искази и испогани Уставот на Република Македонија и фрли во канта за ѓубре деловникот за работа на собранието и законот за собрание. Почитувани, затоа од ово место, од Битола, да му порачаме нешто што многу давна, во 1898 година Емил Зола му го порачал на францускиот пресеател Франсоа Фар и му рекол: ве обвинуваме за суспендирање на парламентарната демократија, ве обвинуваме за суспендирање на законодавниот дом, ве обвинуваме за мрак, за апашлук, за невидена диктатура и непозната дури за фашизмот. Ве обвинуваме за задолжувањето на Република Македонија, кое што е без усул и без исап, на грбот на сиромашните македонски граѓани. Ве обвинуваме за замолкнување на медиумите, за згаснување на слободата на медиумите. Ве обвинуваме за она што го правите на плоштадот во Скопје на грбот на гладниот и сиромашен македонски народ. И на крај, да ви порачаме дека ситуацијата единствено и исклучиво може да се реши само преку предвремени парламентарни избори. Бараме избори, фер, праведна и слободна битка меѓу партиите. Тогаш, одавде му порачуваме, ние, пратениците од опозицијата, остануваме надвор од собранието, остануваме со народот и меѓународот на улиците и плоштадите ширум Македонија, за слобода, за демократија, за правда и мир во оваа држава. Да живее Република Македонија!